Иваново Време студио. за љубов, вистинска Време за љубов. И покрај сообраќајниот хаос, така Елена? И Сообраќајен хаос. непредвидени работи. Што може да се случат? Ја имаме Елена Васова во студиото. Не те спрече ништо да пристигнеш овој пат. Решено било денеска овој 6 октомври да го поминеш со нас и со. Да, ова е дамата за која што јас и Марко веќе 2-3 недели од прилика зборуваме, те зборуваме во редакција и се радуваме. Ти горе радуваме ушите? на успесите. Да, се радуваме на регионалните успеси кои што ги постигнува и она што и пред малку ти го кажавме, и јавно ќе кажеме, мислам дека тоа и утринава го споменавме јас и ти, со оглед на тоа што си втората дама, бидејќи првата во 2022 беше Дина Јашари, како да и тргна работата и на Дина, добивајќи ја наградата која што е многу значена, верувам и за тебе, и таков успех ти посакуваме регионален и на тебе, Елена. Честитки за наградата и може да им кажеме на гледачите што тоа за тебе како еден млад, талентиран музичар значи да се освои наградата, регионалната награда Никола Младеновиќ. Милан Младеновиќ. Милан Младеновиќ. Никола Тесла, центарот го зборевме, па таму веројатно и така. Увели. Па ета една огромна отскочна даска пред се и успех на кој што мислам дека треба да се гордееме. И среќа ете. Среќа огромна која што не може да ислеја некако. Да. Се уште се радувам. Јас тоа го кажавме и зад камери, веројатно најчесто од што можам барем вака јас да го гледам како од оваа страна како гледач, како обсерватор, дека Милан Младеновиќ наградата секогаш оди во рацете кај уметниците, меѓутоа ние да речам, нели, ти си ми доволно еклатантен пример можеби за тоа дека езотеријата, музиката и така натаму, како што кажа Цеца, Дина Јашари и ти делите сличен сензибилитет и посветеноста во музиката. Никој пат чинам дека не го сакаш тоа можеби толку возбудливо комерцијално патување низ музичкиот свет, туку напротив нешто малку поавтентично, нешто што ќе биде неконвенционален пристап кон истото. Дали грешам или не? Не грешиш. Често пати се подпирам на сопствената интуиција да творам, така што дефинитивно нема да испадне нешто кое што е така традиционално, со традиционална форма или комерцијално. Па, да, може некогаш да испадне нешто комерцијално, тоа не е лошо воопшто. Меѓутоа, ете, си имаме своја естетика, која што допринесува тоа да не звучи така. Ете, и Дина ја спомна, да, така е тоа. Како се создаде љубов? Искрено, сосем ненадејно да кажам, прво текстот го напишав и ета и некој љубов ова што го слушаме во позадина. Е баш фантастичен сингл. Едно галење музичко. Чино дека премирно со Ади Мери, така беше во нашето радиско шоу беше премирно. Токму така, да. Значи текстот прво го напишав, па после отидов кај Ади. И видиш, доусоврши го се ова, како што знаеш. И тој само ја зема гитарата, јас почнав да пеам и се случи љубов. Се случи љубов. Да. И потоа ги прибравме Петар Лукич, Нина Стефановски и Брус, кој што ми помогна да биде Foolish Green, да. И Милош Спасов на армоника и Мартин Џулев на бас. И со таа екипа... Не ти е лош ансамблот. Воопшто. Не можам да се пожалам. Да, со таа екипа се случи љубов. Љубов, да. Имам чувство дека сакаш и дозволуваш времето да ја ферментира самата песна или продукт и мислам дека доволно е созреана љубов. Да, вистина, и мислам дека веројатно и така некако ја носи наградата Милан Младеновиќ, бидејќи според мене не е ништо помпезно и толку инстантно како што можеби некој очекува дека веднаш, нели, во првите 2-3 седмици ќе ги освои топ листите во светот, нели, зборам и за глобално ниво. Кај тебе баш беше ферментација на љубов. Да, па искрено сакам органски да се случат работите. Немаше никаква промоција љубов. Директно поеде на Милан Младеновиќ и заврши со награда. Иначе како се конкурира за наградата? Се праќа песната? Како иде ли вие ве мапират? Како? Така, тоа е надпревар за авторска музика. Така? Може да се пријават бендови, било каков жанр што творат, без разлика, нели, бенд или соло артист. Така? Има некои правила, бендот или артистот не треба да постои на сцена повеќе од 7 години, ако не се лажам. Значи, како за понови артисти? Да.
И баш како што споменав, многу се ценат the underdogs, тие што не се толку видливи. И тоа е огромна платформа. Воопшто да те препознае жири комисија е огромна чест. И да бидеш и во 12 топ е Како не? прекрасно. Привилегија. Илена, оние кои што ја добиваат оваа награда имаат стандардно гостување кај Зоран Кесич. Не знам колку претходно си го пратела неговото шоу, но претпоставувам дека ти беше чест и може колеги од режија да го како видиме си помина настапот со Зоран Кесич? на Елена. Одлично. Кај Горан Кесич. Прекрасен човек. Да. Но не само тоа, туку низа гостувања во Белград, можеби на друго место и пошироко од Белград. Прашањето ми е каде се, бидејќи пред само некој ден се врати во Македонија. Ова е настапот именно да не забравиме. Пред само некој ден се врати во Македонија, бидејќи по официјалното добивање на наградата имаше богата агенда со гостувања, со интервјуа, па ете каде се регионално имаше можност да бидеш и што понатака можеби ќе ти следува во поглед на промоција на песната и наградата. Така, имав полна агенда. Бев гостин и на РТС радиото, кај Зоран Кесич и многумина други. Баш на пат во такси договарав друго интервју во Нови Сад. Значи веќе има интерес од останатите медии. Да, и тоа е прекрасно, така почувствував топлина и во Макарска, каде што се одвиваше на преварат, и во Белград, и баш ме прашаа дали почувствува некакво обединување. И апсолутно почувствував обединување. Да, музиката не познава граници. Да. И тоа е само уште еден показател дека уметноста колку далеко може да стигне. Да. За разлика од политиката. Да. Сакаш да уживаш? Го уживам апсолутно во момент и миг. Може само некои 20 секунди чисто да го слушнеме секако овој сингл Љубов и изведбата на Елена Васова. Дали мислиш дека регионалните награди баш ги осликуваат вистинските трендови и квалитети или често се базираат, можеби, пак ја кажам на фактори мода, или тоа што е сега тренд и така натаму? Првото дефинитивно, да? Да. Убаво е да се припаѓа и во тоа друштво, нели? Во тој корпус на луѓе. Апсолутно. Ке има љубов спот? Љубов има спот. Мислам дека не си го погледнала? Да, меѓутоа не е објавен. Можеби не. Официјално не е објавен. Немаше официјално? Не, еден друг само видеозапис има кој љубов, не Да, само кавер има љубов, меѓутоа може да очекувате и Може да се наскоро, очекува. да. Прекрасно. Веројатно тоа ќе допринесе за подобра и поуспешна промоција и на Дефинитивно. песната Мислам и дека- регионално, па дури можеби многу пошироко да Можеби. да стигне. Имено нема да создаваме планови, датуми, кога, како, меѓутоа сигурно го очекуваат многумина, особено во тоа обкружување и вака ние можеби кои што веќе сега и те познаваме, проектот, албумот што ќе донесе можеби нели оној цел продукциски тим со Елена Васова. Верувам дека не си дека си го ставила на пауза копчето, па сега нели се чека, веројатно се консолидираат работите. Нека да читав дека можеби до следната година ќе го имаме спакувано. Да. Дај Боже. Да, мислам дека ќе биде така. Овој сензибилитет ќе биде Елена или? Соработки, кои други можеби авторски имиња се вклучуваат во работата? Сите тие што ги напоменав ќе си останат со мене. Се надевам дека ќе се приклучат уште неколку мина. Се уште исчекувам одговор. Така што сакам да биде тоа оддавање на почит пред се према нашата култура И авторскиот тим. и авторскиот, да. Видимо, кој што спомена, и тоа беше присутно по неколкуто интервјуа изминатиот период твои интервјуа, дека музиката ја креираш и ја создаваш следејќи ја сопствената интуиција. Те однела некогаш на погрешен пат сопствената интуиција или баш затоа ја следиш, затоа што секогаш те носи Мора таму каде да што те треба? однесе и на погрешно место некогаш.
мислам, нормално е. Да, меѓутоа, ете, колку повеќе верувам, толку повеќе ме носи таму каде што треба. Како гледаш музиката денес? Можеби кога стана збор за зацврстување на тој културен идентитет во ера на глобализација. Те могам повтори го прашањето. Како го гледаш можеби сето тоа, да речеме? Во ера на глобализација, а сепак да се поврзаш со културниот идентитет, со Македонија и така натаму. Едноставно, душата сака да турам на македонски. И ако некој надвор ме слушне, сакам да ме слуша на македонски. Нема ништо побо кога знаеме дека се сега присутни на регионалните телевизиски радиски станици со љубов, нешто авторско исто како се сетив нели да се слуша македонскиот јазик. Каролина Гочева со проектот Македонско девојче беше, мислам дека баш конкретен пример за тоа дека авторската македонска музика може да ги доминира регионалните топ листи. Да, мислам, имаме убава музика. Како не? Народна музика имаме прекрасна и еве многу убави автори имаме. Така што треба да си поддржуваме тоа. Бидејќи многу лесно да земеш да пееш на англиски, например. Имено. Да. Нема ништо погрешно во тоа, напротив. Меѓутоа сметам дека ете, имам и некаков повик да турам стриктно. Инако е пријател, ако не грешам, ова е првиот сингл со видеоспот, она што споменавме со Цеце, чинам дека важна е визуализацијата денеска, некако имам чувство дека секој од нас сака да гледа додека ги вкусува и звуците, така што верам дека и следните проекти ќе бидат и визуелно скоцкани и дефинирани. Илена, што ти слушаш кога еве дома уживаш или сакаш да се релаксираш? Кои жанрови на музика ги преферираш? И за учење и за опуштање? Па, слушам се и се што. Еве, последно време, баш и со време некако си одговарат, не знам дали имате слушнато за Новосадски луне. Не. Тоа е бенд, можеби, кој што творел во 80-тите... Од каде? Од Нови Сад. Добро. Се уште се активни? Не знам дали се уште се активни. Меѓутоа имаат еден албум Нестварни ствари. И тој албум си го слушам сега. Нестварни ствари? Да. Денес ќе го прогуглам. Да, и па и та бубњарот на ИКВ Кирчи свирал таму меѓу другото. Да. Како денес Елена Васова реагира кога ќе се слушне на радио? Газам. Мала шега пред некој период се наша нова колешка која што е во семејството вели: "Леле, како ви кога си го слушате гласот или кога се гледате телевизија, веројатно нам ни стана веќе многу голема навика." Тоа е на музичците, да, интересно. Меѓутоа, како денес кога се слушаш и кога не знам кога најавуваат синглот Љубов, кога ќе се слушнеш на радио. Ми трепери срцето. Многу е убаво. Не знам, убаво е да слушнам дека ме слушаат на радио. Само што ми е чудно кога ќе си го слушнам собствениот глас и мислам дека има време да се навикнам на тоа секако. Мила Младеновиќ, кажавме на некако ајде пак ќе кажеме на Дина и отвори сериозни убави врати, регионални и присуство на многу интернационални сцени и регионални сцени, зборам и за open air фестивали, односно отворени фестивалски изданија, затворени така натаму. Се случува веќе по овие низа гостување Мила Младеновиќ веќе авторски тимови тамошни да понудат нивни песни, музика, за да се изведе од тебе? Се уште не е такво нешто, меѓутоа неколку фестивали се веќе договорени. Супер. И препоставам благодарение на ова можеби присуство. Да, апсолутно. Во Шибеник, во Крагуевац, на Арсенал Фест, Модро и зелено, следната година, каде што треба јас да доделам наградата и да настапам во едно пин конференц е доста близко. Ако не, одлично, да. Така што и таму ќе ме гледате. И многу останати во меѓувреме. Супер, музичката пин конференција чинам дека ноември, декември, така тој период, така? Да. Супер, се ближи датумот. Се надам дека следен пат кога ќе имаме и Јаде и Мери, па да направиме таа. Ние многу сакавме вака во живо да уживаме во својот глас и вокал. Вистина. Но и та нека биде повод за следна дружба многу наскоро. Еве нешто што може да го најавиме за гледачите. Не дека што ќе концертираш, верувам дека ќе сакаат да го слушнат. Ова вистина, јас имав привилегија и чувство тоа да го направиме најинтимен простор во радиото, меѓутоа можеме да најавиме некој датум во Скопје или низ Македонија?
Ќе објавам на мојот Инстаграм профил, бидејќи се уште не е дефинирано, меѓутоа Ти ги има? Да. Одлично. Тие се. Нена, ти благодариме многу. Фала ви на вас. Се надевам дека дождот многу непоремети во поглед на твоите планови денеска. Битно е дека ти имавме тука. Навистина ти посакуваме завидна кариера и знаеш колку пати со Марко сме кажале пораснавме многу деца тука низ емисијата, иако не сме ниту ние толку многу возрастни, но но многу се радуваме да, навистина кои не знам за 5-10 години се видиме со значајни уште поголеми награди, да. А веруваме дека те чека убава иднина. Како што ние веројатно од оваа страна како медиумски работници ја користиме платформата секој ден, го потсетуваме тоа и за секој некој што не гледа филма, да искористиме максимално телевизијата да се испромовира некој убав некоја приказна, во случајот и тебе, тогаш не заборај да ја користиш својата платформа да обединуваш и спојуваш генерации и диверзитет во светот. Фала ти многу. Во Фала на секој покана. Фала ти, Елена. Седмиот лауреат токму на Милан Младиновиќ и втора добитничка на оваа награда. Честитки за нашата Елена Васова и љубов.